Мио, добре дојде у Хитмејкер. Добро те најдов, брат ма. Иако веќе 2 пати беше дел од Хитмејкер. Со Лотус и со... Како беше првата ствар? Медот. 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 Па многу години се нанижаа више, децении. Кажи ми како започна приказната со ДНО? Имаше ли, предходеше ли нешто? Па предходеше... Спремавме материјал за свирки. Знаеш како го вежбаш тој материјал? Ја имав некои своји ствари, па да пробам ова, како се звучи, onda свативме дека ова звучи исто така добро кој ова. И викаме, па може и нашево да го свириме, што да ни. И така тргна. Кога некој нема да стави точка на ДНО, точки, Да. одма знаеш дека му мањкаат некои Да. правописни Ако работи. тоа е добро, тоа е добар ловец, одма знаеш со кого прежмува. Да, така да станувате од друштво со неограничена одговорност, станувате дно. Да. Ве грешат така? Како не, цело време човече. Имаме една ствар, Helter Skelter, од Beatles. Од Beatles, да. When you get to the bottom, then you go back to the top. Знаеш, дното може да има релативна работа. Може да е врв, може да е дно. If you wanna go high, you got to get deeper. Да. Тоа има принц. Така гледаш. Дното интересна работа. Увек си имал некој став на суперстар. Дур беше средна школа, дур се среќававме тамо, јас средно па факултет, ти некоја генерација пред мене. Па малце си ме иритирал, знаеш што. Али така на пример беше и со Џоле Максимовски. Доаѓаше на свирки кај што свиревме ние. Стално, значи не гледам у него, али знам дека е таму, застанат. И вака, не збори со никого и само слушам. Абе, вака ми врие, знаеш. И ти ќе пројдеше у музичко, она кони шпански гробишта. Меѓутоа, ете, тие таквите, знаеш, после станаа луѓе кои што стварно им се восхитува. Првата постава на ДНО, во суштина може секој од нив да биде гостин во тој еден супер груп, кој што може да биде секој од нив гостин во оваа емисија, кај што сакаме да даеме акцент на луѓе што даваат една друга димензија на оваа наша површна државичка. Да ги наброиме луѓе, макар Гоце Стевковски беше гостин тука. Да. Он беше у првата постава или попосле? У првата. Првата. Емин Џијан, Исто првата. го договарам им подолго време. Да. Бејков. Крокерот ни избега, Крокерот е у у Куманово. У Куманово, ја мислев Да. во странство. Не, у Куманово се седи си работи, А Кире избега. а Кире избега у Америка. Да, Кире е сега суперстар таму у Америка. како гитаристот, зве. Фантастичен. Бас Бејков. Бас Бејков и он беше исто фантастичен музичар. Абе целата таа прва екипа беа одлични музичари. Кремот, таа генерација, таму тие 2-3 генерации, уствари што се моткавме. Музичко, Виктор Викторија, опасна постава. Али слушај, тоа и за Џоле Максимовски и за мене кога ќе си не видел озбилни со руките прекрстени, веруј ми дека знаеш и на журки кога сме луѓе ќе ме видат таков од страна дека седам и они мислат дека нешто сум Намќор. ја, знаеш, намќор. А ја уствари у себе внатре се забавljam. Журката е иста така, пичи све 300 на сат. Само што изгледам озбилно ме, разбираш, али тоа само изгледа, површно, сакам да кажам. Знаеш, се журкаме од внатре. Кога доаѓа другава постава или постепено? Пази, ДНО има многу постави кои се подпостави, уште луѓе не ги знаат или биле студиски музичари или биле, али многу луѓе си имаат сменето. Ова се сега стабилна не е ова постава? Втора постава, ова е можеби 10-та постава сега. И Бодин, сега се Бодин, Филип, они се браќа, сите попови. Бодин, Филип и Гордон. тројцата. Тројца браќа, да. Јако. Ај сега да се ќе се надоврзам на Муабетов. Кога беше Дики Тавитјан тука, го прашав Дики, ти си човек што секој може да сонува да го има у бенд за клавиатуриста,
а не те гледам по бендовиве. Што е фора? Јас сега тебе ќе те прашам обратното. Како може 10 постави, а да не видам твој брат у ни една постава? Значи ни Ачек, Не бе, Ај, Ачек, Кирил ќе Ачек каже. на првиот албум свирал у една-две ствари, па и добре, една-две па и- постава. да, а постава, па не биле они заинтересирани вработени луѓе бе човече. Ти текно на работа, на снимање, на ово, на ово, и немале време. Не можеш да го влечкаш по проби, да му кажеш, нема да доаѓа на проби. Ачек е страшна една звирка која што малку зборува, а Да, многу искача од него. да, Секогаш бил така мистичен. да, опасен, опасен. Сега на шо работите? Моментално, Пошто знам дека Медот и Лотус се од нов материјал. да, да. Сега моментално право да ти кажам, миксам еден жив концерт од Фросина. Првиот тој е акустичен. И знаеш, почнав да го миксам стрейт, као што е, така да звучи акустично и све. И надав еден интересен плагин, го ставив на него и почна да звучи као... Ти ги помати плановите, а? Разбираш? И реков, сакам ова да све да го лупнам сега. И сега звучи као све, само некоја акустичен концерт. Знаеш? И тоа ми... Сега новиот албум го стави малце на страна. Не, таму има ствари на тој концерт во Фросина, свиравме 2 сата, човече. Свиравме стар материјал, нов материјал, некои дури не успеавме да ги досвириме, толку многу материјал имаш. Ја бев на прошлиот албум која го промовиравте на концертната промоција. Мислам дека беше концертна промоција на новиот материјал у Маракана. Да, тоа беше на новиот материјал, Пред али 2 уште не години? беше излезен, да. Не беше излезен, тогаш го беше свиравме излезен, однака, да. да. Да видиме како ќе се понаша тоа што сме го направиле пред публика, дали работи. Значи, наспроти артисти кои што ќе прават синглови, албуми и така натака, па после мозгаат дали тоа би можело лајв да се изведе, кај вас е обратно. Да, Вие можете да промовирате албум лајв и тоа секој да го доживее најубаво што е возможно да го доживее. Влегов во филмот на се она што го слушнав таму. Онаку себе, као тебе. да. Да ме гледа некој од страна, си рече овој не му се свие ништо, а ја да, пијам се. да. Ова е супер, уствари. Знаеш, целата ова фрка со тоа што еден музичар треба да биде, знаеш, присутен и на Инстаграм, и на Фейсбук, и на Мејсбук, и Да се проституира на секаде. Да, знаеш, целото тоа ми е толку згадено и неинтересно и булшит. Да и све повеќе ме оддалечува од тоа најбитното, од музиката. Уствари што треба да го правиш. Дали Така тоа да- ти е некој репер кој ги наоѓаш музичарите што би свирале со тебе, исто да се оперирани од материјалното, од Па се- експонирањето? Се трудам, ама не можеш тоа да го наметнеш као услов и као што знам, и као закон. Не можеш да го наметнеш, пошто не сме исти, сите сме различни. На духовно ниво. Многу голема разлика има, вака ќе се облечеме исто, ќе вакво и ќе се понашаш исто и све. Уствари на духовно ниво, секогаш кога сум тргал од себе и од своите сваќања и од своите вредности, сум се заебал. Никогаш не треба да тргнеш од себе кога размислуваш за другите. Никогаш. Тоа е првата и најверојатно последната грешка што си направил. Кога ги проценуваш луѓето и кои би биле нивните идни постапки. Да, треба да се тргнеш од судот. Треба да гледаш едноставно као трето лице, као посматрач, да нема емоција, да не си приврзан за стварта, знаеш, него чисто ладен од страна
кога би гледал сцена филм, што би помислил за едниот, што би помислил за другиот. Така треба да го дури и гледаш. за работи што те тангираат, да не Да, сватиш па дека не, тоа дека не е ништо највише лично ни тоа. Највише го потребуваш за работи што те тангираат, ако сакаш да дека бидеш уствари cool. и тоа не е ништо лично. Да, ништо лично. Све што ти се дешава, пази, ние учиме. Низ целиот животен процес, ние сме тука за да научиме. И ќе се враќаме онолку пати колку што треба додека не научиме. И после додека не добиеме своја планета и свет и универзум со кој ќе раководиш. Ова што го зборуваш се рефлектира и у песните. Првиот албум се чувствуваше тој набој на музицирање, на лактање, ние сме тука, постоиме, Да. сакаме да развалиме, а сега ние сме тие што сме. Да. Некако доволни сме си и го правиме ова што го правиме. Многу природен ми дојде вториот албум. Знаеш, направив она што сакам, пошто ни една песна нема врзга. Знаеш, кога го правевме првиот албум, другиве типчиња од бендот, знаеш, цело време збореа за некаков си концепт, кој јас не може да го сватам. Така да вториот албум си го направив тотално без концепт. Пошто не мислам дека треба да постои концепт. Зашто би постои? Како снимате? Поставуваш ти демо, па наснимаваат други. Најчесто демо се прави или наснимаваат или чисто го снимам као демо и им кажувам да си направат свои линии кои што мислам дека треба да се стават и после тоа бираме. Каков човек си ти со поише, да кажеме, некој интерфейс, апликација, диджитал или аналог? Па поише сум диджитал, право да ти кажам. Така? Полесно ми е све. Аналог е Преку супер. глава ти дојдеше. Да, аналог е супер. Убав и звук и било што, дали се работи за видео или аудио, све е поубаво аналог. Све е потопло, све е поприродно, све. Али кога ќе видиш дека, например, во една сесија можеш да ставиш 10 различни компресора на нешто и да звучи cool, а тоа не можеш да го направиш со нормално со аналог. Мислам, или треба многу кеш да Да. Скапа играчка, аналог, да. Така да, дигитал. Пошто знаеш, мислам дека можам да го изимитирам аналогот. Може би нема да го изимитирам во целата боја и Да, шмек. некоја водилка пак е аналог. Да, но не само што ќе стане аналог, него ќе добие и карактер, ќе биде различен, нема да биде полош. Нема да биде ни подобар. Ама ќе биде иста категорија. Нема да бидат различни. Као Lamborghini и Ferrari. Кој би се? Знаеш, зависи од Сепак се моделот. работи, да, сепак се работи за песни во кои што човек свири, човек пее, постојат емоции. Друго е кога имаш диджитал, меѓутоа и цела продукција е диджитал и цела продукција е MIDI, Да. па ќе кажеме има огромна разлика. Меѓутоа кога све е аналог, само интерфејсот е Само диджитал, интерфејсот е диджитал, да. со естетика на аналог. Да, тотална естетика Да. на аналог. Значи ја све што сум слушал, мене ушите аналогно ми слушаат и затоа пробувам да го изимитирам тоа на дигиталното, разбираш? Ја осеќам кога нешто звучи пречисто и не ми е убаво. Значи, тоа го има превише македонска продукција, мене тоа ми ги сече ушите, човече. Ја сакам по-лента, по-замаглено, знаеш, као низ филмско онаква лента, буквално кога ќе погледнеш жуто, мед, сакам мед. Затоа и е медот. Имаше гласини пред, кажеме, може би повеќе од 5 години, дека се случува нешто нов материјал со луѓе кои што се феноменални музичари, луди на секој на свој начин, али многу тешки за соработка. Тие луѓе кои што се тешки за соработка со сите, се состанале меѓу себе да работат. И многу ме интересира што се случи од тоа, дали излезе некој материјал од човека од Тони Мичевиќ, Мики
Парушев Мичи, Мио, Поп Христо. И јас тоа не можам да го замислам у една просторија и вие да работите со креативни одлуки и каков консензус се случувал тука. Дали нешто се случи од тоа? Па, ја мислам дека... Излегува ли песни некои? Ја Снимивте мислам ли? дека вториот албум излезе од тоа, бе. Да? Озбилно. Сега секако тоа се моделираше на друг начин. Сега но тебе може да уствари- смешно ти звучи, јас ти кажувам од Да. друга перспектива. Знам точно од која перспектива ми кажуваш. Да, сите бевме тројца лудаци. Али пробите и све се случија кога беше короната и споминавме фантастично. Битно не се убивте. Не се убивме, сите останаа живи. Али беше супер школа. Јас тогаш научив да свирам бас гитара. Јас не знам да свирам бас гитара. Па уже помалце да свирам бас гитара и да пеам, пошто тоа е најтешкиот спорт. Нема потешко од бас и пеење. Гитара е друго. Да, Знаеш, поише друг идеш, пееш си у ритамот. поише идеш со бубањ, да. Да, си правиш ритам, а со басот си обратно. Треба да се подрлиш вака, да пееш и да свириш. Ужас. Али ете и тоа се деси, мене ми беше многу интересно искуство, иако имаше, се разбира, и секакви инциденти, али беше со шарм, знаеш. Скоро гледав некој подкаст каде што лайф настапувате. Аха. Феноменално звучеше. Кај беше тој подкаст? Може си го За гледал Скопје имаш на Телма ствара. во... Не ми го пратија луѓе да го видам. И Во студио свириме. у студио. А, Скопје мое, да. кој вика дека е осамен, лаже. Да. Како Свиревме вамо кај Ангел во Визбегово тоа кај Ангел, студиото, да, во подрумот, да, во подрум. подрумот, да. Тамо снимавме. Не викна од Телма да дојдеме да одсвириме уживо и нас не дојде топ, зашто да не. И така бевме у форма, спремни за албумот, не би тогаш се промовираше, се правеше и дојдовме. Па да Мац одсвириме. Мац пријави се, па ти ми го прати тоа. Да. Он ми го прати. Супер испадна тоа. Знаеш, многу има врска на кој јазик се, пошто звукот на јазикот прави различни вокални линии. Така. Знаеш, кога збориш на македонски, Самиот јазик е инструмент. самиот јазик те тера твоите зборови и линии да бидат пократки, пошто има погради зборови, например од англиски. Нашиот е потврд јазик, имаш Р, Г, Д, Т, П, П, Ш, Т, ме разбираш. Така да автоматски линиите ти се помалце скужени, мораш со помалце знаеш, да го сместиш и да го исечеш. Мој другар пеењето. продуцент од Тирана, Мгм, Флори Мумајеси се вика, мгм. вика, знаеш ли како ве слушаме кога се зборите на македонски? Сака пешака чак Тоа ти збори. Управо тоа. Пошто ти ние збори. имаме сакаш одичоц, Да. и ние не сме свесни како звучиме, Да, знаеш. Да, не сме Сакаш свесни чиме, како- Да. Оствари имаме преубав јазик. Затоа што кога ти кажеш на македонски некако држи вода. Преубав јазик. Преубав јазик како е груп, знаеш, као груп дијамант. Као груп дијамант, необработен. Српскиот е, например, обработениот дијамант. Разбираш? Али мене ми е тоа. Абе, земи упатство од детерџент на српски, почни Да. да го пееш, ќе звучи фантастично. Екаве ствар ќе направиш. Детерџент бе, брат, Некако, упатство за знаеш, го употреба. тера више у бижутерија. Али? Остај ти сега селјачана, знаеш, секој селјачана која ќе влезе у момент све се губи. Еве ти гледаш, не е тоа наша болест, ти гледаш светот, политиката што се случува кога ќе дојдат такви богати луѓе, у душа дрипци, знаеш, гладни души, никогаш не најадени. Гледаш што се случува, сите сме у говна да гуш. Со пуни джепови, со гладни очи. Да, и не може да се најаде, бе, брат. Никако не можеш да го најадеш. Сипај Не, тоа муцка. може да има 10 ресторани, али ќе ти побара грис од сендвичот. Да. Мио, фала ти многу што не удостои со твоето присуство овде во Хитмейкер.
чекаме нов материјал. Со Господ напред, брате мој. Ке почекате малце. Фала ти, респект. Фала.